Денес е задушница, ден кој според народните верувања душите на покојните доаѓаат од оној свет кај своите блиски, барајќи од нив храна, пијалак, затоплување, чистење и капење. Се верувало дека заборавањето на душите на покојните може да предизвика суши, поплави, немаштија, болести и други несреќи. Граѓаните земне телевизија едногласни дека денес е важен празник кој традиционално го чествуваат на ист начин секоја година. Значи за мртвите да ги посетиме, тоа еднаш у годината да ги донесеме, да ги малку донесеме јадење. Те станаме, дојдеме тука, запалиме свекички, раздадеме што треба там што става,ораси, во носи, апнаме си и толку. Па постарте Боже. И младите, ама зависи кој ко. А ние бееме на млад, а ние пообртно. Родителите на сино беа. Најтешко нешто. Тоа е еднаш годината и други има двама, ова е најглавен, најважен духовен. Така вика старите. Да дојдеме, чистиме, раздадеме, цвекиња, тоа што треба се, старите што правили ние, сите. Повеќе средната раса и постарите, младите они многу не обожават. Не обожават. Секако, треба, ама не одат, не го обожават они тоа. Тоа не го примат дека е така. Вика, вие се лаеште, нема ништо таму. Дел од граѓаните велат дека не практикуваат оставање јадење на гробовите, бидејќи неизоставена е појавата на кучиња кои минуваат покрај гробиштата. Јадат, а потоа насекаде околу гробовите е неуредно. Најголемиот ден на мртвите. На овај ден се што има живо се излезе. Оти за душите. Иначе задушница причува на другите, ама воја е Свети Дух, Света Троица, Отецот, Сино и Светиот Дух. Тоа е. Најголема задушница. Носиш и пченичка што си имаш, купеш си нешто од дома, брдачиња, чинички, дарче. На гроба ја не оставам храна. Не, кучињата да јадат не. Ќе го дадам некој нека го изеде. Зашо да го оставам на гроба? Кога дојдеш после перпенде направено. За црквата овој настан има посебно значење затоа што Светиот Дух од тоа време, па се до денес, не ја напушта и непрестано слегува врз црквата на литургијата во молитвите во сите дела. Тој е оној дух по кој христијанскиот живот се нарекува духовен.